Како што коронавирусот се шири, луѓето брзаат да купат заштитни маски, а добавувачите не може да одговорат на поборувачката. Ова ги загрижува агенциите за јавно здравје. Разбирам зошто толку многу луѓе сакаат да набават маски, но исто така не сакаме да останеме без маски за здравствениот персонал, бидејќи тоа би било навистина сериозен проблем за целиот здравствен систем. Маските немаат улога во заедницата. Тие треба примарно да бидат за здравствените работници како дел од нивната работа и за поединци кои го имаат вирусот и се во домашна изолација или во карантин, како и за членовите на нивните семејства. Носењето маска не гарантира превенција. Ако носите маска, веројатно добивате лажно чувство на сигурност. Тоа е затоа што вирусот се лепи на површините кои ги допирате во текот на денот. Огради, седишта, рачки на вратите, пари. Но има работи што може да ги правите за да се заштитите. Мијте ги често рацете, обидете се да не го допирате лицето, поздравувајте се со лак наместо со рака, но исто така не престојувајте во средина со лоша вентилација заедно со некој болен. Како автомобили или такси возила. Мора да бидеме сигурни дека нашата околина е добро проветрена. Ако сте во автомобил, повторно го дишете воздухот кој го издишувате вие или некој друг во автомобилот. Според Милтон, ова значи дека заразените треба да носат маска, за да не го испуштат вирусот во воздух преку респираторни капки. Капки кои од вашиот нос или уста се распрскуваат кај некој друг. Поради сето ова, националните здравствени институти и Центарот за контрола и превенција на болести велат дека следните едноставни правила може да спречат ширење на вирусот. Секојдневни мерки, како покривање на устата кога кивате, останување дома кога сте болни и се разбира, миење на рацете. Клучните лекции се многу едноставни. Често мите ги рацете. Кога кивате, покривајте ги устата и носот со марамча или со рака и лакт.